Внимание ве молам. Следуваат минути посветени на најопасните случувања на балканската сцена. Напад од најексклузивни информации, бомбардирање од шпекулации, теми со различни конотации и смели и безвременски инспирации. Продолжуваме во континуитет со ист интензитет. Втора сезона Старс. Драги мои, добродојдовте во новото издание на Старс. Некако годинава ни почна баш така празнично, топло, субава, позитивна енергија и така нека ни трае целата година. Она што сакам на почеток да го кажам е секако да ви честитам стара нова година или Василица. И она што сакам да го кажам е дека имаме уште на самиот почеток прекрасни гости во емисијата кои што ми се и tekako голема гордост и чест што можам да ги најавам и да бидат присутни вечерва заедно со нас, а и во текот на следните емисии секако. А токму денес, нашата вечерашна гостинка во студиото на Старс важи за една од најголемите дами на Балканот, жена која плени со својот глас и поинаку кажано која е кралица на баладите и поп музиката. Александра Радовиќ во студиото на Старс, ве молам еден огромен аплауз. И за вас исто. Фала ти. Добре ни дојде официјално и во Македонија и во студиото на Старс. Hvala, bolje vas našla. I da eto godina bude ovako u ovim dobrim, lepim i vedrim bojama za sve nas. Така е, ами нека биде само за убаво. Кажи ми, не ни доаѓаш толку многу често во Македонија, но ајде да започнеме од тоа што тебе ти се допаѓа најмногу во нашата држава. Кои места си ги посетила? Каде си била? Кое сеќавање онака ти се буди кога ќе слушнеш дека треба да гостуваш или да одиш повторно во нашата држава? Ne mogu reći da sam nešto mnogo turistički posećivala Makedoniju. Sve što me vezuje za Makedoniju od početka je saradnja, poslovna saradnja koju sam započela sa Darkom Dimitrovim, koja je počela sad već ne znam nija koje davne godine i koja još uvek traje. I svaki put mi je asocijacija kad prolazim da pomislim na njega i da probam da spojim lepo i korisno. Ako sam na nekom proputovanju, da onda svratim, da otpevam neku pesmu, da se vidimo i tako. Šta volim u Makedoniji? Obožavam hranu. To je... Сите ние сакаат храната. To nema ko ne voli. Така Znači, е. prvo smo istraživali sad koji ćemo ajvar uzeti. To sam radila research. Našli smo da ima tamo negdje blizu granice. To ćemo sutra obaviti. Домашен ајвар? Da. Pa To така ćemo е sutra нормално. obaviti, pa da. Tako da ljudi, hrana, veoma smo mi slični, topli, srdačni, tako da sve što imam kod kuće, otprilike sve isto se zatekne i ovdje. Така е, ти благодариме за убавите зборови. Оно што за тебе оваа година ја обележа, односно минатата година го обележа твојот јубилеј. Jeste. 50 години од твоето раѓање ги прослави Јесте. во баш позитивна и забавна атмосфера, но не само тоа, 25 години музичка соло кариера, кој што исто така ги прослави на убав начин. Што е она што кога ќе се свртиш наназад, пример, би му дала малку поголемо значење, а што е она што би го занемарила и би оставила работите, пример, да не се толку експонирани? Šta sve čovek shvati da je radio, a da nije trebalo da radi ili koliko je snagi potrošio na neke gluposti koje su mu u tom trenutku delovale nešto mnogo značajne. Sad ovako s ovim vremenom, godinama, iskustvom nekim životnim, sve više je potrebno mira čoveku. Barem meni, ja govorim u svoje ime. Мир треба на секој. Mir, zato što toga toliko više nema, toliko je i obaveza i posla i neke trke, frke, kasnim ovde, žurim tamo, da li je ovamo sve spremno, da li je na drugom mestu sve spremno. Nekako čovek se optereti tim nekim organizacionim stvarima, barem sam ja taj tip koji se opterećuje time. Evo go, Baš drugi katastrofa. Ne, ozbiljno, znaš, umjesto da se bavim nekim, znaš, nekim finim, pitkim stvarima, znaš, kao ja sam pevačica, ja samo pevam, samo ću biti, znaš, lepa i pevaću lepo i to je to. Ама ако беше така, немаше да се издвојуваш, а ти се издвојуваш. Jeste, to mi je neko sinoć rekao, pošto smo bili smo na nekoj slavi, proslavi, pa su mi rekli to da kao je neka dobra stvar koja me možda izdvaja, ali
Ne mislim da je to onako. Nekako ima čovjek svoj stav i karakter koji je nekad ovakav, nekad onakav. Mislim, stav se ne menja i karakter, nego hoću da kažem, prosto okolnosti su nekad ovakve, nekad onakve, ali čovjek mora da negde se drži onoga što on jeste i da ostane pri tome. Pa eto, šta bi, ne bi obraćala pažnju na te neke gluposti kojima sam se bavila u toku života. Bilo ih je. Добро, а сега она што сакам да го кажам е дека како круна за се она што го правиш и што го твориш и што го работиш, беа овие два концерти во Сава центар кои што се случија. Сакам тука да напоменам и за сите вас кои што не знаете дека токму оваа жена која што седи тука спроти мене, беше првата жена која што ги наполни тие два Сава концерти уште пред Jeste, to je два bilo... Сава центри уште пред многу Ima време. nekih skoro 20 godina, da, ima. И сега, Da, после da. толку години, на Да. 25 години јубилеј, повторно се случуваат убави работи. Тоа значи дека Ljudi vole i dalje pop muziku. Tako Mislim je. da je to u stvari, jer vidim da se pop muzika tako lepo vratila na naše prostore i da svi pevači koji su nekada bili aktuelni, a bili dobri i kvalitetni, evo sada žive neko svoje novo, da kažem, vreme. Neke kolege iz 90-ih su odjednom sad u ekspanziji i to me baš ovako, da kažem, raduje. A Sava centar je predivan prostor i baš onako pravi prostor za našu vrstu како е muzike. сепак е концерт, ама како поинтимен концерт.
za ove usne što nećemo pre. Емоција се пренесе на тој концерт? Која емоција ти ја даде? Каква порака, пример, испрати на целата таа публика, но не преку зборови, туку преку песна или по твоите дела, по твоите гестикулации? Da. Znaš kako, moja muzika je takva da ona uvek peva o iskustvu. Ona govori o iskustvu. Znači, nažalost, u današnje vreme je jako malo srećnih ljudi, Da. srećnih ljubavi. I, nažalost, mnogo je više o ljudi kojima je potrebna uteha i kojima je potrebno da nešto čuju i da ih to u pesmi podsjeti na neke ljude, da ih ozdravi od nekih ljudi, da prezdrave uz neke melodije. I to je na mojim koncertima, čini mi se, neka vrsta terapije. Da, Jer slušam дека jednostavno, имало и veruj многу mi, da, плачење. jednostavno ljudi plaču. Plaču i kolektivno. Jednostavno, prosto, znaš, nama se desilo u Sava centru, na prvom Sava centru da su plakali svi. Plakali su i kolege koje su bile u publici, koje su sedele u prvim redovima. Prosto, ali ja stvarno osjećam to što pevam. I stvarno, kažem, nisam laža. Stvarno kad kaže, ja ne lažem o svojim osjećajima, o svom iskustvu, o onome što me muči, što me tišti. O tome pevam i ljudi to prepoznaju i kažem, oni se sami prepoznaju u tome, tako da smo jedni drugima u stvari и утеха и терапија. Сега тука ќе те навратам на многу години наназад, кога ја започнуваше својата кариера, имаш дадено една изјава која што јас ја слушнав, а тоа некако гласи некој човек треба да се најде во право место и во право време. Тука зборувам и мислам на човекот кој што на почеток на твојата кариера ти ја пружил таа финансиска помош која што во моментот тогаш ти била потребна. Па еве би сакала да те прашам тука, да би го немала тој човек. Да. Кој би бил текот на работите? Како мислиш дека би се движело? Затоа што навистина е многу важно да се најде тој прав човек кој што ќе помогне во тој прав момент. A to jeste, ja to smatram Božjom intervencijom. Prosto on i pomaže kroz ljude. Znaš, ne spusti se s neba, sad kaže ovo biće, treba ti to, sad ću ti obezbediti, nego prosto požališ se, kažeš ja bih nešto, pomozi ako možeš i stvori se taj neki čovek koji pomogne. Ali hoću da kažem, naravno, ja sam imala i neku svoju ušteđevinu, ali to nije bilo ni blizu onome koliko je bilo potrebno, tako da eto, to je moj rođak u stvari, to nije neki čovek, to je od mog tate, od njegove rođene sestre sin, znači on je moj rođak. Da, i eto, on je dao taj veliki deo sredstava koji sam mu ja kasnije vratila, ali da se to nije desilo, ja nikad ne bih napravila karijeru, ne bih pevala i da li znaš da bih, čini mi se, bila takođe srećna. Тука сега малку ме затекна она да не знам што да ти одговорам. Знам, зато ти кажем. Zato što već po svojoj profesiji, ja sam inače profesor, znaš. Završila sam muzičku akademiju, imam svoju školu pevanja. Dakle, pevala bih svakako. Radim i sada taj posao sa decom koji mnogo volim, sa mladima. Volim kada vidim da napreduju, da uživaju u muzici, da pevaju srcem i tako hoću da kažem da bih i tada bila srećna. И тогаш би ги правела и другите срекни, но не на овој начин. Сега правиш многу поголема маса на луѓе. Да бидат срекни, да се соживуваат со твоите песни. То јесте, ето видиш. Кога веќе ги споменавме сите овие песни, настапи, концерти, дали би сакала нешто во живо да ни отпееш за нашата македонска публика, затоа што денес е стара нова година. Ние имаме и гитара тука. Спремно се. После синоќног певања. Барем едно рефренче така само. Ајде шта? Ајде.
Evo ga, prežive smo, bravo. Ти благодарам премногу што отпеа, значи прекрасен вокал, како што го кажа во најавата, тоа навистина и го мислам, а тоа навистина и го докажа. Нашата публика која што е пред малите екрани обожава кога слуша и гледа вакви прекрасни ликови како што си ти. Hvala ti puno, hvala И еве ti. за таа стара нова година, мислам дека баш убава песна и порака им испративме да се чуваат сите. Jest stvarno. Така е. Друго што сакам да кажам следно. Александра, дали си човек кој што сака да експериментира? Кој што сака да прави различни работи, динамични работи, адреналински работи, или си сепак човек кој што си сака да си прави само тоа што најдобро уме и знае да го прави? Volim da eksperimentišem. volim, Navistina? Da. Volim. Што е она што си го направила така поразлично? A pa znaš šta, ja stalno imam neke, da kažem, izlete van svoje zone komfora. Mislim da je to dobro za kreativnost. Mislim da je dobro da čovek se razvija u više pravaca. Da. Tako da nekada ja to i svoje dete savjetujem da prosto više stvari probaš i u nečemu ćeš biti fantastičan, u nečemu ćeš biti onako prilično dobar, u nečemu prosečan, ali znaš, znaćeš tako nekih više stvari. Adrenalin, ne mogu reći da sam taj tip, kao skakanje, bacanje. Ne, čak smo bili, išla sam sa mojim kumovima i sa prijateljima u Crnoj Gori smo išli da posjetimo onu žičaru, znaš, novu, koja sad ide na Lovćen. Znači, bilo je veoma gusto. Želeli se, znaš, nije mi bilo... Ama se plašiš snijega? Pa da, kad smo došli do vrha, znaš ti šta je to. Tako da, skakanja padobranom, avioni i ostalo, to ništa. Nisam taj tip, ali kažem, volim da eksperimentiš. Да пробуваш нови работи, па така. Има една твоја изјава, нема пари што ќе ме натираат да работам нешто што не го сакам. Сега тука ќе те прашам, која е работата што никогаш не би ја работела? Vidiš, to je dobro pitanje. Šta je to što nikad ne bih radila? Pa znaš šta, generalno ne smatra da svaki častan posao bih radila. Svaki posao koji je častan bih radila. Nemam tu vrstu kao ja, ne bih ovo, fuj, to, ne znam, ne, baš Сакам ne. да кажам, пример, уметниците секогаш сакаат креативни работи. Може, пример, некоја работа што не бара креативно, што е досадна, што е монотона. Програмер, пример, програмер. Не можам да те замислам пред компјутер седната и кодови пишуваш. Nikako. Znači, sve to što te ukalupljuje, zapravo sve to sa čim moraš da budeš na jednom mestu, da sediš i da nešto radiš, to ne bih mogla. I baš sam komentarisala i sa prijateljstvom sada da volim promjene. Ja s vremena na vreme promenim i okruženje i, kako kažem, prostor životni i tako. Jednostavno, to mi prija. Volim promene. Така е. Добро, ти благодарам на одговорот. За тебе вела дека си жена која што има, што сака да има контролата во своји раце. A znaš kako to kažu, voli da ima kontrolu. Јас можам да го потврдам тоа. Можам да го потврдам тоа, нема да кажеме како. Znači, ali slušaj, ja opet to mogu da vratim na drugu stranu. Da postoje ljudi oko mene koji uvek imaju kontrolu vezano za stvari koje su važne za mene, ja uopšte ne bi morala da se bavim time, ili tako? Точно, апсолутно е така. Мислам дека и денес многу ретки се луѓето кои што, како да кажам, кои што знаат што сакаат, знаат како да го сработат целото тоа, имаат желба и амбиција и да бидат истрајни за да го реализираат. И многу е тешко кога на некој човек, пример, треба да му дозволиш да му ја дозволиш таа доверба, ете така, да му препуштиш за после да не се разочараш. Поради тоа што upravo to. тој човек... To je u stvari, a Baravo, to si odlično rekla, u stvari možda to i jeste neki naš način da predupredimo možda neke stvari da, eto, baš ne dođe do tako nekih trenutaka kada će reći, stvarno, ovo mi je više, znaš, dosta i to je to. Јас сум луда по контрола, така да мислам по контрола. Kako? Nije to, nego prosto želiš da sve bude lepo i dobro. Da svima bude lepo i dobro i da se prosto red zna. Naš region je poznat po tome da smo dosta ovako ležerni, znaš, aj, lako ćemo, ovako ćemo, pričam i u svojim i u svi. Tako da taj ko nas uvede u red, taj će da dobije Nobela. Добра. За овој разговор јас сакам да наздравиме со ова прекрасно винце, да сме живи и здрави, насмејани постојано. Да се не стресирamo у новој, мање стреса, више смеха. Точно така. Тука сакам да ги поздравам нашите пријатели од Вардарска долина Шато Ризов, кои секако ви ја честитаат оваа стара нова година или Василица и ви препорачуваат да го пробате нивното вино, затоа што
Добро, нели? Тоа го издвоивме и сега како реченица која што сите гости ја кажуваат, затоа што веројатно се сите задоволни од виното. Тука ти не? имаме припремено едно што ќе хвала. можеш да го испиеш во Hvala ti. со луѓе кои што ти си сакаш. Hoću, А hvala сега ti. сакам да те прашам дали веруваш во игри на среќа? A ne, i ne praktikujem ih. А може да ти подарам од нашиот генерален спонзор Државна лотарија има припремено грепки. Da si- Лотарија, лото, Аха, некогаш лото, играте, да, не знам, вие лотерија, кај вас да, во Србија имате лото, бинго, Da, нешто da, такво? imaju, da, to još uvek postoji. Ова е, да, баш Да. културна Hvala. среќана, мислам, игра на среќа. И тука сакам да го поздравам нашиот генерален спонзор, Државна лотарија, кој што во својата фамилија секако има нов инстант лоз, а тоа е лозот Титаниум, кој што на сите љубители на игри на среќа може да има возможи добивка на еден од 14 автомобили и секако многуте парични награди. Веднаш по сите ова и веднаш по сите подароци, сакам да ја поканиме Ангела со низината Жешка енигма. Повели, Ангела. Добро дојдовте, драги гледачи, во уште една Жешка енигма. Денеска, поради добрите способности на нашата гостинка, и јас некаде слушнав дека има и глумачки способности, сакам оваа Жешка енигма да ја препуштам во незини раце и накратко да видиме како би ја најавила и би ја презентирала емисијата кога би била водителка со вклучен стих од некоја твоја песна. Опа, баш интересно. Znači, kako bih najavila emisiju? Stars? Да, емисијата емисiju Старс, Stars. кога вие би биле гостинка со некој стих од ваша песна. Кога би била водителка, мислиш? Кога би била водителка, да, затоа и глумачките способности да кореспондираат малце во водителската Ali još улога. ovako na makedonskom da korespondiram, vrlo mi je Уште teško. подобро би било. На југословенски. Dragi gledalci, u ovoj novoj godini, kako moja pesma kaže, kad se duše sastanu, ko da puca u taj čvor. A tako i mi, ko da nas rastavi u sjajnoj emisiji koju vodimo pod zvezdama u ovoj divnoj i zvezdanoj novoj godini koja je pred nama. Dobro nam došli. Браво, феноменално, уникатно, креативно, браво, Šta одлично. sam dobila? Сте, еве сега јас одма ќе ве дарувам. Тука се нашите спонзори Mobitech, Hvala lepo. кои што го имаат најширокиот спектар на телефони. Моментално не е телефонче, али е нешто што Нема ќе везе. помогне во мобилната опрема. Hvala. Ете така, hvala. секој кој што сака да си набави телефон може да ги посети нашите Mobitech, а тука се и нашите спонзори Astra Casino, кои што во својата линија имаат Мега 11 джекпот во вкупен вредност од 3 милиони денари, а исто така сакаме да искористиме приликата да му честитаме на среќниот добитник од Жеровијане, кој што си доби 6 милиони денари. Тука имаме вредносен ваучер за Александра од 100 евра. Еве и Hvala. овој ваучер можеш Да. секако да го Ne, доделиш. evo, ja ću da ga dodelit ćemo ga nekome. Може. Може, договорено. Evo. После емисијата ќе го подариме. и Еве, во- тука и имаме во публика кандидати. веќе дигаат рака, но имаме и од Азелеја, кој што се грижи за нашиот стайлинг. Значи, таму имате уникатни парчиња на Pola Evo, ovo voucheri. ćemo pokloviti takođe jednoj dami koja se Može. bude javila. Може, Договорено. дамата сега во моментот не избега од студиото, ама може. A dobro, prva dama koja se javi. Ти izvoli. благодариме, Ви Ангела. благодарам. Hvala. Мислам дека Александрите како добро се снајде во улогата на водител и можеби некогаш кога ќе ни дојде малку порано ќе имаме повеќе време да може да експериментираме со некои вакви жешки енигми кои што ги припрема Ангела на свој уникатен начин. А сега секако сакам да го поздравам и нашиот нов спонзор, а тоа е Flex Broker. Имаме многу пријатели кои што ја поддржаа оваа емисија, па секако да ги испочитуваме. Тие порачуваат на сите да го осигурате својот дом за 0 денари и секако да посетите нивната веб страна www.flexbroker за сите информации кои што се поврзани со тоа. А сега веднаш по ова продолжуваме со рубриката Во длабокото со Ем на нашата Емча. Повели, Емча. Здраво, како си, како чувствуваш денес? Како се осеќаш данас? Odlično, odlično. Одлично. Da, ti? Јас супер, бидејќи ти тука прв пат во Нашето студио. нашата студио. Ние Премногу ја сме чела. благословени. Ете така. А сега, ако си спремни,
bi započnali so moята рубрика во Длабокото со М. Dobro, kako se zove rubrika? Во Длабокото со М. Aha, okej. Ке Duboko. поставувам прашања и ти ке... Ja ti postavim prešanja. Okej. Добро, прашања. Те споредуваат со змија и со... Со zmija, dobro. со змија и со Моника Белуци. Што повеќе ти одговара? Kad bi mu uporedili sa zmijom i Monikom, kombinacija. Комбинација. Комбинација. Da. Да. А што повеќе ти одговара? Šta mi više odgovara? Bože moj. Змија, Емче. Па се знае, нормално, жена. Што сме сите ние жени? Иако вака убаво изгледаме. Второ прашање? Pa da. Второ прашање. Дали е вистина дека ги пееше пратечките вокали на Калеуша за Да. новите валади? Za nove ne. Da li sam joj pevala nekada prateće? Da, jesam. Na albumu, ja mislim da je Slatka Mala ili tako. Da, mislim prvi taj. album, mislite je. Da. Добро, трета прашање. Глуми Елита дека не знае Šta kaže? народни песни, а на својот роден ден меша на црно и златно. Колку те погодуват во срце остри критики и големи Jako sam невистини. plakala. Plakala sam 3 dana, nisam mogla da spavam. Dakle, s nama je bilo predivno. I naravno, baš sam i komentarisala to, novinari kada žele, oni naravno uvek naprave senzaciju ni od čega. Kako bi se ti osjećala da svi u jednoj prostoriji govore srpski jezik, ti jedina govoriš svoj jezik. Svi pevaju na tvom jeziku, ti jedina sediš i čekaš da li će neko progovoriti tvoj jezik. Niko ne govori. I u nekom trenutku neko od ljudi koji govore svi istim jezikom priča i kaže hajde i ti sa nama nešto da otpevaš, zašto da ne? I oduševiš se. Mi smo bili, to ti je otprilike neko poređenje. Na šta bi to ličilo da mi sedimo kao... I ništa taka, točno. Mislim, Ni počet. to nije prijateljstvo, to nije drugarstvo. Ona da peva šta god da peva, mislim, koju god vrstu muzike, ja bih i na to igrala. Zato što tu nije stvar muzike, nego je stvar prijateljstva i toga da li nekog poštuješ ili ne. A mi smo na rođendanu bili prosto ljudi koji svako je svakog poštovao. Prosto i bilo nam je prelepo. Tako da, eto. Благодариме Благодарам премногу, многу. Емче. Hvala. Тоа е подрак од Hvala, нашите Аджико hvala. Хоум Центар. Александра, она што сакам секако да ти се заблагодарам, ова беше навистина многу брзо. Имам уште многу прашања кои што ми се спремни за тебе и многу ми е криво што немаме време да ти ги поставам. Ајде Дојќи само ќе да поново. изберам. Да, тоа секако ќе ни дојдеш да, повторно, ќе ни лепо. бидеш гостинка. Да. Ти беше убава? Jeste, super. Затоа што имаш кажано дека животна задача некако си го имаш земено да тоа да оставиш позади себе два вокали кои што ќе ја пеат таа поп музика. Кажи ми, кои се тие два вокали? Сигурна сум дека веќе ги имаш на ум. Neko ko bi, misliš, mogao da nastavi Da, pop muziku? da, Pa da. ima, naravno, ima mladih, talentovanih ljudi, ali kažem, upornost je negde nešto što fali svima njima, znaš, ono, na prvoj nekoj prepreci mladi se onako smore, znaš, hoće jako brzo rezultate i hoće sve na brzinu, tako da to više zavisi od njih, ali bih voljela da uspemo, eto, nekako da izvedemo neke nove generacije koje će naslediti. Ništa nemam osim toga i nikom se ne zaklinjem na ljubav. Ne zaklinjem se na ljubav, pored mene samo prođe. U prašini srce luta i nikom se ne zaklinjem na ljubav. Ako ti jave da te tražim u muzeju svojih laži, gde je tvoje lice srećno, gde se smeješ večno, gde je mirna luka. Ako ti
na ljubav. Da nikom se ne zaklinjem na ljubav. Ne zaklinjem se na ljubav, svet je pročitana knjiga. Život odigrana igra i nikom se ne zaklinjem na ljubav. Ako ti jave da te tražim u muzeju svojih laži, gde je tvoje lice srećno, gde se smeješ večno, gde je mirna luka. Ako ti jave da me nema, razbi čašu bez problema. Idu tuge sve u besan, bolje od dok ne znam to pira duša. Da nikom se ne zaklinjem na ljubav. Da nikom se ne zaklinjem na ljubav. Na ljubav. Дали ти беше убаво Да, тука да, заедно било со ми е нас? јако лепо, Јас се да. надавам дека повторно ќе ни бидеш гостинка, каде што ќе имаме малку повеќе време за да Хоќу, зборуваме наравно. и комуницираме. Ти благодарам што ја прифати поканата, што си овде заедно со Хвала нас, теби да на ни позивот. останеш вака убава, срекна, весела и насмеана и наредната година. Хвала. Нека е само за убаво. До следна Хвала. среда, драги мои. Ајде сега на брзински, уште малку имаме. Веднаш по жешката. Камера. Камера. Кај мене камерата? Ајде, фала ти. Токму затоа нашата вечерашна гостинка важи за една од најдобрите... Се извинувам. Се извинувам многу. Само момент. Ајде, вака ќе го завршиме. Затоа што имаш... Можеме, Маријан, пример, каде до сега си била? Не, извини, сега ме фаќа трема и не можам да зборувам ништо. Зошто?